Добро утро. Како што најавивте, 5 мај, ден на македонскиот јазик. Јас се наоѓам пред Институтот за македонски јазик и навистина денеска го одбележуваат 5 мај со низа пригодни настани. Ке разговарам на оваа тема за одбележувањето, за значењето, за употребата и негувањето на македонскиот јазик, еден од поборниците за овој датум да го имаме како датум за одбележување на македонскиот јазик. Разговарам со професор доктор Људмил Спасов, председател на Советот за македонски јазик. Добро утро, како сте, професор? Добро утро, благодарам, добро. Така и ве најавив. Навистина бевте поборник за да имаме ден на македонскиот јазик. 5 мај, убав ден, морам да споменам. И нека ни е честит ден. Нека ни е честит на сите, на македонците и сите други што живеат во нашата држава. Празникот дојде спонтано, меѓутоа очекувано. Луѓето имаа психичка потреба, жителите, за еден таков празник. И се избра датумот кога е фактички озваничена современата македонска азбука, бидејќи на 7 јуни е озваничен и современиот 45-та година, современиот македонски правопис. Едноставно висеше во воздух, го донесовме, го предложивме преку Советот за македонски јазик, владата веднаш го усвои. Значи ова е фактички пето одбележување на празникот и тогаш уште во концептот кога го правевме елаборатот, сакавме да се одвива од најниско до највисоко рамниште на образованието, навистина од градинките до факултетите. И така се случи и народот, луѓето го прифатија тоа како што е нормално, како нивен празник. Мислам дека направивме добра работа. Навистина мораме да споменеме дека убаво е да се одбележува како празник, да ни биде денеска денот на македонскиот јазик. Малку ќе го искористам вашето присуство, бидејќи сега ќе влезе во собраниска процедура законот за употреба, предлог законот за употреба на македонскиот јазик во една пречистена, формализирана, можам да кажам и од правен аспект, иако многу тука вие влијаевте и Советот во сите оние законски одредби во јазичната форма. Верувам дека ќе помине на собрание. Да се надеваме дека ќе помине и тоа од сите пратеници, затоа што тука нема ништо спорно, туку напротив, тоа значи етаблирање, афирмирање, еманципација на стандардниот или литературниот македонски јазик во рамките на државата и она што е многу важно во рамките на Европската унија и надвор од неа. Еве, со неколку реченици да објасниме зошто навистина е многу важно да се изгласа предлог законот за употреба на македонскиот јазик. Значи, ние сме во време кога се настојуваме да станеме членка на Европската унија. Тоа оди повеќе или помалку успешно, што не сме ние само виновни. И во рамките на таа Европска унија мора да постои еден стандардизиран, строго стандардизиран јазик, во случајот и македонскиот јазик, независно од големината, мали и големи јазици, сите се еднакви во Европската унија, на кој што јазик се преведуваат сите закони, уредби, кои што станува практички службен јазик. Так. Сега е моментот да го еманципираме докрај нашиот јазик, нели? А овој празник е моментот кога сумираме она што сме го направили и што треба да направиме за однапред, што вели мисијата. Така, навистина еден од предусловите практично е усвојувањето на предлог законот за употреба на македонскиот јазик. Секогаш зборуваме дека треба да го чуваме, негуваме, зборуваме и како многу пати вие често сте кажувале, секаде кај што се зборува македонскиот јазик, го имаме јазикот надвори од нашата држава, во диаспората и буквално секаде каде што се употребува. И тие треба да го негуваат, да го афирмираат и промовираат. Значи, свесни сме за тоа дека и да речем лично сум среќен, сите ние сме среќни, дека македонскиот јазик се афирмира и надвор од оваа држава, нели во заедниците кај што живеат македонци, особено во околните држави, кои што тој јазик почнуваат да го, независно од постоењето на диалектите, нели, различните диалекти од стандардниот јазик, тој јазик го чувствуваат како свој и исто користам можноста да кажам на еден среќен момент, ние од 10 имаме настава на Универзитетот во Корча во Република Албанија по македонски јазик, но на граница сме, односно пред крај, сме со отворање на еден лекторат на Универзитетот во Тирана. Тоа значи во Србија имаме, во Хрватска имаме
се надевам дека ќе имаме и во другите негови земји, а тоа значи афирмација на самиот јазик и на самата македонска култура. Така, тоа одлично го кажувате. Ајде на наше тло, сакаат ли младите да го учат македонскиот јазик? Дали секогаш некако може би болно прашање е тоа? Вие сте долги години пензиониран на факултетот Блажа Конески. Значи 2 години сум пензиониран, ако се однесува. Добро. Знам колку сте биле поборник и се дружите со младите и секогаш правите олеснување за изучување и не само да го изучуваат, да го сака, да го употребуваат македонскиот јазик. Значи има еден, да речеме, позитивен момент што се случува барем во моето семејство, се надевам и пошироко, кога внуката ја попева бабата, како се зборува правилно македонски. Тоа значи дека почнуваме од градинки, одиме нагоре. Сега, свеста е зголемена. Значи, зборуваме за две нивоа на комуникација. Едно е на комуникација, она секојдневната комуникација, нели, вклучувајќи ги интернет, Фейсбук и сите други портали, а друга комуникација е официјалната комуникација. Нормално дека на Фейсбук ќе биде тоа разговорниот јазик. Меѓутоа, многу често наоѓам на различните групи, ајде пишувајте кирилица, зборувајте, пишувајте македонски, правилно и така натаму и така натаму. Луѓето стануваат свесни што е дијалект, дека дијалектите треба да ги негуваме, да ги чуваме и така натаму, и што е стандарден јазик. Тоа е голем исчерпа. Дијалектите се наше богатство и тоа несомнено мислам дека треба да го негуваме, да ги сакаме. Уживаме во дијалектите и уживаме да се служиме со дијалектниот говор. Меѓутоа да не се служиме со странски зборови, особено не знам оваа популаризација на англискиот и употреба на англискиот јазик се со единствена цел. Еве ние новинарите сакаме да бидеме модерни, па употребуваме странски зборови. Значи, да не се настрана интернационализмот. Да не се китиме со туѓите перја, нели? Англискиот мора да го познаваме, бидејќи англискиот е во моментот светски јазик, како што бил некогаш латинскиот. Меѓутоа, да ја знаеме границата до каде е англискиот, од каде е македонскиот. Македонскиот мора да го негуваме. И уште нешто, сакам да дополнам, треба да го почитуваме јазикот на другиот. Нели? Ние живееме во таква средина кај што постојат повеќе јазици, повеќе народи и така натаму. Тоа фактички почитување на јазикот на другиот предизвикува и тој другиот да го почитува нашиот јазик. Така, кога зборуваме за јазикот, зборуваме за идентитетот, зборуваме за националното, односно треба да се почитуваме. Значи во 19-тиот век од интелектуалците во Европа и пошироко е речено дека јазикот е идентитет. Се уште тоа правило важи, нели? Важи дека фактички јазикот го покажува идентитетот и културата на една заедница, во случајот на македонскиот народ и на сите народи што живеат во нашата држава. Ке завршиме како што почнавме, нека ни е чести денот. Јас само сакам да истакнам дека денеска ќе празнуваме, а во текот на целата година да го употребуваме јазикот. Да, значи денеска ќе празнуваме, меѓутоа и ќе сумираме она што сме направиле. Ако ми дозволите само уште 5 секунди, многу сум среќен дека се потпишат договорот на EULEX на македонски стандарден јазик. Тоа значи де факто, значи признание на македонскиот јазик во Европската унија. Па јас уште само ќе ве допрашам, че многу ли работа не чека во делот за како да кажам, во јазикот, во се она што значи, како кога се сумира нешто, уште колку треба да направиме? Работа не чека секогаш и добро е што не чека, би било лошо ако бидеме без работа. Така. Професоре, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Ајде вака јавно да кажеме кога ќе биде изгласан законот во собрание. Се надевам дека во најскоро време веќе влезем во процедурата. Така, уште еднаш ви благодарам. Благодарам.